Воената 1942 година на територијата на Македонија се карактеризира со натамошен континуиран динамичен растеж на Народно-ослободителната војна. Дефинитивно, цврсто и доследно се спроведува револуционерната линија на Комунистичката партија на Југославија. Раководството на Народно-ослободителната војна на Македонија, иако во мошне тешки и сложени околности што ги наметнаа окупаторите, уште од почетокот на 1942 година, презеде опсежни војно-политички мерки за разгорување на вооружената борба и за нејзино проширување на целата територија на Македонија. Преземените револуционерни мерки придонесоа за зајакнување на борбеното револуционерно единство на партијата, за зголемување на нејзиното влијание меѓу широките народни слоеви. Во пролетта од 1942 година создадени се услови за обновување и зајакнување на постојните партизански одреди во Скопско и Прилепско, а се формирани нови партизански жаришта во Велешко, Битолско, Крушевско и во Мавровското подрачје. Појавата на партизанските одреди и нивните успешни офанзивни дејства ги заплаши и ги загрижи бугарскиот и италијанскиот окупатор и нивните соработници. Чувствувајќи дека ја губат почвата под своите нозе, омразени и изолирани од народот, тие се обидуваат со силата на оружјето, со бајонети и пендреци, не избирајќи средства и методи на безочност да ја стабилизираат и зацврстат својата власт во Македонија. На територијата под бугарска окупација, бугарскиот окупатор во борбата против вооруженото востание ангажира поголеми формацијски делови од петата бугарска окупаторска армија. Потоа целокупниот полициски апарат во Македонија, засилен со полициски сили од Бугарија, а беа формирани и посебни оружени формации, така наречени контра-чети и специјализирани полициски сили, обучувани за борба против партизанските одреди. Во офанзивните дејства на оружените окупаторски сили беше вклучен целокупниот административен и пропаганден апарат во Македонија. Всушност, целата структура на бугарската власт во окупирана Македонија беше организирана и поставена така да може поефикасно да дејствува во борбата против Народно-ослободителната војска. Бугарскиот фашистички окупатор во 1942 година беше заплашен од успесите на партизанските одреди во Прилеп. Така беше нападнат општината во Плетвар, Лагово, Забрчани и други места. Заради таа цел и во врска со тоа, тој сакаше да го уништи партизанскиот покрет и воопшто народно-ослободителна борба. Во ова работа тој толку беше брутален, што по секој начин сакаше да го уништи покретот со затворање, со мачење на сите напредни граѓани во нашата земја, во Македонија. Една од овие прашања беше и успехот, малиот успех на окупаторот со затворањето на Давничани, околу 70 души, Прилепчани околу 20 и повеќе души, во касарната во Прилеп. Давничаните беа толку претепувани, затворени во касарната, да немаја ни леп, ни вода, ништо, само со кундаци, со дреновици, ги тепаја да се слушаше на секаде нивниот писок. Ова нешто, уствари се јави и кај граѓаните во Прилеп. Така да беа затворени Андон Слабејко, Рампо Левката, потоа беше Ценка Тутеска, Горица Танасовска, јас, Љупчо Димитровски и други.
Ја ќе се задржам само на начинот на малтретирањето и на тепањето од страна на бугарскиот фашистички окупатор во касарната Прилеп. Во затворот кај што бевме ние имаше две соби. Едната соба беше стражарница кај што бевме ние затворени, а другата беше рамполевката и други прилепчени и некои дабничани, кои на еден или друг начин беа малтретирани или тепани од порано. Кога нас не донесоа во стражарската соба, го видовме ликот на рамполевката кој се покажа од малото пенџерче. Тоа неговата глава голема, висока, келава, али бела и грамадното тело само се појави на пенџерето и со својот лик и држање ни вика никако да не кажувате. Тој беше многу машен, тепан и вечерта дојде Куцаров, нас сите не исполегна на душевето и го извадија него. Од тогаш ние не го видовме рамполевката па до неговото уништување. Во истиот ден, тоа беше 17. септември 1942 година, дабничанецот Сотир Дамески лежеше на душемето полумртов, сио модрици од тепање и целата од усата му бликаше пења и ние како затвореници побаравме лекар. Куцаров кога дојде, тој не само што лекар не му даваше, него рипаше на неговите гради. Го малтретираше, го чукаше, го удираше со петиците. И тој со неговото мавање го дотепа тука и пред нас умре. Велешани и селаните од Велешко во 1942 година беа суочени со невиден терор на бугарската окупаторска војска и полиција. Предизвик за тоа беше сигурно масовото учество во врженото востание, како на Велешани, на работниците, интелектуалците и други, така и на селаните од велешките села. Бугарскиот окупатор за одмаз да заведе еден невиден терор. Тој можам да речам дека може да го измислат само монструми човешки од типот на Хитлеровите джелати и да го применат на ова подрачје. Окупаторот во октомври 1942 година организира силна офанзива против единиците на одредот Димитар Влахов. Целта беше да се уништат единиците и да се уништи организацијата заднината на овој одред од Димитар Влахов. И заради тоа на ова подрачје беа употребени комплетни единици од 14-та и 15-та окупаторска бугарска дивизија со вооружување кое тие го има, со далеко поголема човешка надмошност. Снагите беа распоредени на подрачјето на Азот и Јаболчишко, ги претресуваа планините и штом не дојдо во допир со единиците на одредот, тоги се нафрлија врз мирното население. Така започна масакарот во Богомила против селаните. Беа уапсени на 17 октомври околу 128 души од 14 села на Азот, колку што брои. Од тие 16 души се стрељани у Псеченица, Богомилско, 64 души се интернирани во Бугарија, во логорите на Бугарија, а 54 се отерени во затворите. И нешто друго. Сторени се страшни работи. Заведен е полицајски час не само за луѓето. Од зајслонце навечер па до изгрев слонце са бајле, луѓето не смеа да излезат надвор од селото, а и стоката не смееше да излезе. Беа запалени селото Габровник. Во овие 14 села изгореа 29 куќи. Беа запалени сите колиби и трла и храната што селаните собирале за стоката. На тој начин сакаа да ги прекратат врските на селаните со единиците на партизанскиот одред Димитар Влахов.
Неуспешната офанзива на бугарската војска и полиција, преземана против партизанскиот одред Димитар Влахов на планината Мукос во септември 1942 година, предизвика засилен бран на репресивни мерки на окупаторот во Прилеп и во околните села, во Дабница, Плетвар, Дреновци, Десовои и во други места. Полицијата започна со масовни апсења, застрашување и свирепи убиства. Под посебен удар се најде селото Дабница, за кое окупаторот располагаше со податоци дека представува сигурна партизанска база. По блокадата на селото и тероризирањето на селаните, полицијата ги собра сите мажи и ги одведе во Прилепскиот затвор. Во тие септемвриски денови беа затворени преку 400 активисти од градот и селата, а сите затворени беа подложени на брутален терор. Во касарната не издвоија тие што бевме за стрелање. Не однесоа во една конјушница и таму не врза по двајца, едниот за левата рака, другиот за десната рака, со дебела ортома. И не извада преку малата касанска врата, ја поминавме Дабничката река, ете ова река таму, и кога ја поминавме реката, Куцаров не застана и ни кажа дека ќе не носи во една пештера, таму над Дабница има една пештера, и дека таму имало фатено партизани, значи бугарската војска фатила партизани, ги држи таму и ние треба да ги познаеме и да ги кажеме секако по име и кој од каде е. А ако некој скрие нешто некој за некого, не дај точни податоци, на лице ќе не стрела. Ние знаеме дека не носе на стрелање. И тргнаме така врзани да идиме по овој пат. Уште еднаш не запре таму подолу и ни кажа дека знаеме дека овдека има шумкари, ги нарече тој. И можеби ќе не нападнат. Ако случајно не нападна, ќе слушате сите мојата команда. Ние знаеме дека не носи на стрелање и дека таму кај што треба да не стрела, местото е блокирано и се чека да се даде знак од блокадата. И тргнавме, измрцарени, од тормозот, тепањето, претепани, нозете од двајне крепеа, не можевме да идиме така натака. И кога дојдовме тука во патно, завлеговме во на ниското тука, пукна една пушка, пона уште една и уште една, 3. И како бевне блокирани со охрана, 10 војници од едната страна, 10 од другата, 5 напре и 5 војници назад. Издаде команда Куцаров, тој што го врстеше стрелањето, иначе официр на бугарската армија, одговорен по државната сигурност. Командува напред да се повлечат војниците, а нам ни командува да легнеме. Почна да легнува од задната колона и постепено не повлече сите, така да паднавме на сред пат, ете тука. Војниците се повлекоа напред и му изјават друга команда. Да нишанат во нас и да стрела. И ние како бевне врзани, паднати, така. Во нас се испука 30 војника, пушката собира по 5 меткови, тоа се 150 меткови. Како бевне така полегнати, во нас испука 150 меткови. Во колоната бевне сите овие, што се напишани тука, плюс јас. Во стрелањето, кои беа смртно погодени, веднаш издахнаа. Имаше другари тешко ранети. Од тешко ранетите почнаа да се сфрлаа пароли. Да живее Црвената армија, да живее партизаните, да живее Македонија, да живее Комунистичката партија и така натака. Еден изфрли парола, друга парола и така Куцаров изнервиран од тие пароли и викаше сега ќе ви дадам
и Црвена армија, и партизани, и комунистичка партија, и се ќе ви дадам. Јас бев лесно погоден тука, само одлушнат по врато, со еден метак. И слушам све што се случува. Кога заврши пукањето, Куцаров му командуваше на тројца војници да ги клап ножеите на пушка и да го прегледаа секој еден и кој уште дава знаци на живот, со ножеите да го дободи. И тие почнаа. И кладо ножеите на пушка и почна од првиот ред. Јас бев во вториот ред врзан. Со другар Орде Кабацо. Тука е пишан и тој. Пред мене беше Орде Ивановски и Сотир Джигичик. Даваа знаци за живот и Сотир Джигичик и Орде Ивановски. И почна да го бодат. Избоди го него и преку него, преку телото негово, мене ме закачи еден бајонет тука, во врато. Онда ги избоди, секоја автомата, го ватија за раце, ги извлекоа неколку метра напре. Онда почна, даваше знаци за живот и Сотир Джигичик. Почна и него да го бодат. Бодејќи го него, пак преку неговото тело, мене ме закачи уште еден нож тука, горе, во вратот, тило. Јас чутев, се правив дека сум мртов. Крв од мене течеше од куршума каде сум погоден, од ножо, каже бев убоден тука, и одавде. И кога дојде до мене, може би среќа беше дека до мене другар Орде Кабацо беше мртов и ја пресече автомата, само мене ме вати за двете раце, јас ја обесив главата, престанав да дишам, емитирав дека сум мртов и само ме извлече и ме фрли во другите другари двајца, што бе избодени. Со таа среќна околност, јас се спасив, во противно, и јас се бев тука на овој список. Само не знам меѓу кого ќе бев тука пишан. Селата во Велешко, особено реонот на Лисец и Азот, каде што действуваше партизанскиот одред, се наоѓаа во постојана обсадна состојба. Полицијата и војската во големи формации вршеше рации низ селата, ја пребаруваа секоја педа земја, затвораа и вршеа масовни убиства. По една акција на одредот на еден бугарски објект во селото Рудник во септември 1942 година, полицијата затвори група активисти од селото и по брза постапка без претходна истрага по наредба на областниот полициски началник беа стрелани во местноста Пуста кула во близина на Велес. На околу 20 до 30 метра, тоа е ондека башно на Шумана, од нашата лева страна, само забележивме пламено доđен пукање и пламен забележивме од машинки. Кога пројдоме на едно 100 метра, ми рекоа полицајци слевајте, овдека не нападнаа партизаните. Меѓувремено ми е додека спаѓаме првата редица што беше позади полицајците спадна и првата редица напред што беше. Како политички затворници спаѓаа од камионот, тие така ги убиваа и паѓаа. А пошто беме мија, јас, Душа Димитриевски и Панче Пеше во средњата редица, ние веднаш паднавме у шанецот, така да овие другите другари паѓаа врз нас. Додека тоа траеше, јас само се сетив по лицо дека ми тече крв. Бев сиот облеан и осетив острелањето што беа пренишани кроз стомакот, беа некои излезени цревата. Таа мирис бе малку осетив и кога заврши тоа, стана малку една тишина и ја кога што лежев намев, раката лева беше малку подигната, па гледав, а фароите беа у правецот на Скопје. Тога забележав дека камка двица полицајци ја фатија подмишка и ја носи управецот за Скопје пред камионот, видо само на 10 метра понатака со скамка, како станало, не знам, али после ја убиена и тука и она. Додека ми ја лежеме, стана малку тишина.
полицајците почнаа да се разговарат, ги гледам јас сес, као што лежи ги гледав на патот пред камионот, се договараа. Меѓутоа, помини известно време, не ги одврзаа раците. И онака на кутура, не газуе на плешките, на кутура вака гаѓа со пиштолите. И помини известно време, Душа Димитриевска, кој лееше малку од мене десно, он почна да бега тој превес натака, беше рамен тернот, пошто ние сме од овај крај, реорот ни е добро познат, но за несреќа тој се препна ни трња и полицајците го настасаа и со кундаци главата му искршија. Додека викаше Панче, јас у тоа време малку не може брзо да се освестам точно да доам на себе. Но сетив нешто викање, ама не може да разликуе за какво викање се викаше. После едноамле се досетив. Кога се досетив, само кондурите кои им беа на ноите, една од друга ги соблеков, така да отима песок, да не се слуша тоа одењето, движењето. Увој превес да бегав десно, имаше брег. Не можеше да бегам у десно, мораме да го стечеме патот назад, па да бегам у тој превес. Но кога се враќав назад, стоеше овој шоферот, а на едно 10 метра 15 стоеше полицајецот со пушка. И ја дојдов на средина. Сега полицајецот ако гаѓа, они се на средина од таа страна, ќе гаѓа од неговите. Ја у тој момент рипнав во еден шанец и одмah влегов у шумата и не бегав у правецот кај што беше гол тернот, но се враќав во овој правец вака назад у шумава. Кога бегав, тога забележив дека уште некој човек има кој иде по мене, ама тоа не може да го разликуе кој човек беше тој. И јас со тој правец тогај избегав према оваа шума нагоре, а на ова место тој го остана да лежат Буршевски Панзе, Домазетовски Атанас, Душан Димитриевски, Андреја Басаровски, Амет Лојката, Перо Грков и Камка Тоцинова од Велес, иначе родена е Рудниченка. Бугарската полиција, војска и контрачетите извршија големи злосторства и во селата Богомила, Габровник, Мокрени, Согле, Ореовдол, Долно Јаболчиште, Горно Врановци и во други села во Велешко. Во текот на септември и октомври 1942 година на свиреп начин беа убиени над 40 селани. Селото Габровник, колибите и плевните во реонот на селата Ореовдол, Мокрени беа наполно изгорени. Селата во Велешко во есента 1942 година ги доживуваа најтешките денови од своето постоење. Јас се викам Ѓорѓиевски Стојанов Лазар, од село Богомила роден. 910 година сум роден и првоборец од 41 година. Кога бевте вие затворени и колку луѓе, зашто е затворени, што се случило? Ние бевме затворени на 17 октомбр. Не поваќа Сабелината, ако не се лажам ту заборил, не само ние, 18 души, оние што беа искланите долу, по име и знамени, и ја и еден боге, Чајкото, што вика, со мене остана тие најмногу претепани, потоа не могли да не тераат нас далеко е тоа, на 2 километра сеченица, врзен, не остале тука, и овде имаме гробница ископана во игралишто, да, не е кај школа, кај игралишто е. Со другите што се случи? Другите врзани, 18 души, во сеченица. И тамо се тие со предварително имало гробница ископана голема. Која е ископа, тоа не може да го сознаеме, дали се тоа Бистричан или кој во наши селани не се. Ѓурѓа Спировска од Богомила. Село Богомила, Велешко. Велешко. Вие бевте меѓу луѓето, колку луѓе бевте, што кажа? Јас сум првозабрана и свекор мој. 80 години. Деот и Спиро. Пусти татко Спиро. Беше слегол сирова в надвор, па ја викам, тате, а овие вика, ајде вика, спремај се и ќе идеме до участокот. А ја имав посела, па децата ми беа легнати сите, 4. 3 мои и едно од комшиите, 4. И вели, спремај се, ќе одиме до участокот. И вика син ми, зашо да терате старата? Син мој имам. 13 години имаше тој. Вели, ќе идеме таму, ќе питаат нешто и ќе врнат. А наши беа милицајта од полицијата.
И мене ме отера таму в подрум. Во овие подрум не ми вонја онаму. Кај што беа габровците и мокранците. Таму мене ме отера. Тепани, што го Бога не мрси. И стрелани се сите ти. Стрелани се. Од тука не качија горе во милицијата. Претрес. Ми спретресала се испобарка, така. Море што барате деца, море. Оружје нисам го ванала, реков, ни ваќам, ја реков. Тука ајде ваш вие дужност, викам, тоа морате. Па ме втера долу подрум. Па подрум. До 12 сата одбевне подрум, долу, во општината. Од тука не потера во домот. Овој дом наш, горе таму школа е сега. Не тора двајца по двајца. Му викам на тој Петка, умрен е сирома. Петко, викам, за нас сурујци не иделкат. Беше чуварот и друзи, не и познато што кој бе. Те одни беа тие. Викам, оние суројци за нас ги делкат. Ајде, Ѓуѓо, чути, мар како за нас? Ќе видиш. Ко ме заперка мене. Онаде е проведен сват мој, на синов дедо. Испрушен беше. Овде ударен и веќе не знаеше ништо. И ништото не признам. Ништо и така останав ја. Со ништо. Како ме затепа сино мој, му оталожија во ќотек. Ништо. Тврдица. Ништо. Зар немаше колку да кажа ја. Само за. Загинаа тогаш и колку жени настрадаа кога? Жени не сине. Сама бев ја жена и една од комшиите беше. Само не ја ти кажам, ја претресла и ја пушти, си отиде. Не знаеше, Бог да чува, ја од мене нешто да излезе од уста моја, да се каже. А таа па другата што бе третјата, па не одма ја пушти, си отиде. А ја бев чворот. Кога ме затепа, тоа ни од кичма имам, ни од нозе имам, ама никој дека не ме знае што су ја. Само си јута. Како замава, веќе му таложи. Дола постапала со суројци. Удри. Ни оф, ни леле. Таква тврдица што бил. Есента 1942 година Битола со нејзиниот поширок регион, селата Лавци, Кажани, Бистрица, Породин и другите села под планината Пелистер и Бигла, каде успешно дејствуваа партизанските одреди, се наоѓаа под постојана полициска тортура. Војската и полицијата, предводена од командантот на 15-та дивизија, полковникот Иван Маринов, секојдневно организираа блокади и рации, вршеа детални претреси по куќите, барајки, легалци, оружје, партиски и други материјали. По секоја блокада и рација во градот и селата, затворите се полнеа со комунисти и припадници на Народно-ослободителната војска. Голем број лица, цели семејства и села беа интернирани. Масовни апсења, интернирања, убиства и други форми на терор беа забележани во Крушевско, Скопје, Куманово, Штип, Струмица и други градови и нивните пошироки региони. Затворите не само во окупирана Македонија, туку и во Бугарија, беа преполни со затвореници македонски комунисти, родолюбци и антифашисти. Воените судови на Петата бугарска армија секојдневно организираа судски процеси и изрекуваа мощни тешки казни. Според непотполните податоци со кои се располага, во текот на 1942 година во Македонија беа организирани над 40 судски процеси, на кои им беше судено на стотици комунисти и припадници на Народно-ослободителната војна на Македонија и беа изречени над 130 смртни пресуди, 50 лица беа осудени на доживотна робија, а над 400 лица беа осудени на временски казни во траење од 1 до 15 години строг темничен затвор. Од осудените на смрт во 1942 година на 15 комунисти беше извршена смртната казна. Тогаш во злогласните полициски затвори во Софија, Скопје и Битола беше извршена екзекуцијата над комунистите Васил Антевски, Периша Савелиќ, Љубомир Лековиќ, Среќко Петрушевски, Перо Наков, Ѓорѓи Наумов, Кочо Десано, Блаже Димитровски Рогозинаро, Ванде Велјановски, Борис Стрезовски, Јонче Мурџески, Јоше Вијачковски, Симо Билјановски,
и Кицо Петровски. Во 1942 година на бугарската полиција и успеа да ги открие и изврши злосторство над истакнатите организатори и раководители на Народно-ослободителната војна на Македонија. Мирча Ацев, Страшо Пинџур, Цветан Димов, Борка Талески, Стево Наумов и над многу други истакнати активисти и борци, меѓу кои Вангел Тодоровски Мајоро, Ордан Чопела, Мите Богоевски. Бугарската полиција, војска и контрачетите немилосредно се пресметуваа со тешко ранетите заробени партизани, кои, откако применуваа врзнив полициска тортура, на свиреп начин беа убивани. Ваквата постапка на бугарските оружени сили беше спротивна на сите норми на меѓународното воено право. Во 1942 година бугарската војска, полиција и контрачетите извршија повеќе вакви злосторства во окупирана Македонија. Меѓу убиените беа партизаните Елпида Караманди, борец на партизанскиот одред Пелистер, Благој Страчков, политички комесар на втората чета на одредот Димитар Влахов, Невена Георгиева Дуња, борец на Велешкиот партизански одред, и Киро Нацев Фетак, заробен во судирот на бугарската војска и полиција со Прилепскиот партизански одред кај манастирот Прилепец. Особено беше свирепа постапката на окупаторот спрема младата партизанка Невена Георгиева, која откако беше убиена, контрачетниците го масакрираа на изиното тело и ја отсекоа главата, а потоа ја носеа по селата и во Велес, со цел да го заплашат народот и да ја скршат неговата верба во успехот на вооруженото востание. Во Западна Македонија, италијанската војска и албанските балистички банди по селата и градовите спроведуваа страотен терор и крвави злочини врз македонскиот народ. Тие секојдневно организираа рации и казнени експедиции, ги малтретираа и тероризираа граѓаните, вршеа апсења на комунисти и припадници на Народно-ослободителната војска и убиваа недолжни жени, деца и старци. Затворите и логорите во Тирана, Елбасан, Порто Романо, Бурел и други места беа преполнети со комунисти и антифашисти. Теророт и злосторствата на окупаторите во Македонија во 1942 година илустративно се опишани во статијата под наслов «Деноноќен фашистички терор во Македонија», објавена во билтенот на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија, во која меѓу другото стои: фашистичките нелуѓе со крв и оган, со невиден терор сакаат да ги продолжат дните, да ја запрат народната борба секаде па и кај нас. Со терор сакаат да ја уништат народната свест кај секој чесен македонец, кој единствено во борбата против туѓинското робство гледа спас. Да го заплашат народот и одделот од неговите ослободителни партизани и на тој начин да го уништат партизанското движење кога инаку не можат. Нашиот одговор на крвавиот фашистички терор треба да биде уште позбиени редови, но губрени партизани. Нашиот одговор е готвење на старо и младо, машко и женско во општото вооружено востание да им платиме на фашистичките поробувачи за сета пролеана крв и солзи, за секое газење на човечкото достоинство и националната чест. Можем да речем дека ваквото малтретирање, ваквото тепање, начинот на овој начин и метод кај што нас не кај што нас не тепа, беше употребен и кај Ценка Тутеска, Горица Танасовска, Андон Слобејковски, Джигиджик, Киро Чосовски и други, и Рампо Левката. Рампо Левката па беше толку тепан да не можеше да оди, да не можеше по патот. А јас можам да речем дека брат ми јако беше во затворот, кога ме вратија во 11:30 сато вечерта, не можеше да ме познае. Само по гласот ме познаваше. Целта на бугарите и на бугарскиот окупатор во Македонија беше да се уништи покретот, да не постои никако, а најповеќе да престани мислата кај народот дека постојат македонци и дека сме ние македонци. Тие не можам да речам дека не се совпаѓаше со фашистичкиот метод. Тоа беше наполно фашистички метод, како употребен како во другите места, така и кај нас во Македонија. Среќната околност што јас останав жив,
да го изнесам случајот каков масакар извршија тие над овие другари тука кои беа борци, непоколебиви борци за слобода за Македонија. Овој споменик сведочи, и не само овој споменик, него полно вакви споменици, споменикот во Велес, споменикот во Ваташа и спомениците во целата наша Република Македонија се жив сведок за зверствата што ги врша бугарските фашистички окупатори. И спомениците говорат дека нашата непобедивост се покажа во текот на народно-ослободителната борба и ние со наши собствени сили ја ослободиме нашата намачена земја Македонија. Покрај големите загуби што ги претрпеа партијата и народот во 1942 година пред налетот на фашистичкиот терор, во оваа мощна, тешка и драматична година ослободителната војна постигна полна политичка победа над окупаторите. Теророт и злосторствата на окупаторите врз македонскиот народ и народностите во Македонија во 1942 година ја зголеми омразата на народот кон поробувачите и го забрза неговото поорганизирано и помасовно вклучување во ослободителната војна, цврсто решен по цена на големи и скапи жртви и страдања, безкомпромисно да се бори до конечното истерување на окупаторите и извојување на национална и социјална слобода. Масовното вклучување на народот во борбата против окупаторите и неговата безрезервна доверба кон комунистичката партија, како единствена револуционерна раководна сила, представуваше примарен политички успех за натамошниот засилен растеж на ослободителната војна. Ова го потврдија успесите и резултатите на вооруженото востание во 1943 година, во која се создадоа посилни политички и воени услови за прераснување на вооружената борба во Македонија во 1944 година во општонародно востание, кога ќе се постигнат нови, позначајни, конечни, од национално историско значење резултати. Невидениот терор, суровите злосторства и безочноста на окупаторот, борците на нашите народно-ослободителни одреди и народот не ги поколебаа во своите уверувања да се борат и по цена на своите животи за слободата. И со смртта остануваа непобедени.